Ако збориме за ревизорскиот извештај, кој што за 2014 година, тој точно нотира дека нема уредна и точна евиденција како се доделува државната земја, ниту сметководствена евиденција за побарувањата по основ на договорите за закуп кои што ги случува Министерството. Ако збориме за ревизорски извештај 2014 година, што се однесува до нашите барања кои што се на основа на законот за влада, бидејќи законот е прецизен и вели дека дополнителниот заменик министер има право на неограничен пристап до сите информации со кои што располага министерот, ние побаравме од сите раководители на сектори и органи во состав информации и извештаи кои што они требаше да ги имаат веднаш. Значи тие се извештаи кои што ги изготвуваат, кои што по систематизацијата и пошто по правилникот на систематизација ги работат и тие веднаш требаше да ни бидат доставени, а не да се доставуваат извештаи информации кои што не е проблем секторите одредени да ги достават, а сакам да потенцирам дека и да се знае дека до денес помина 20-25 дена откако јас побарав информација и извештаи од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството, тоа е платежната агенција, знаат земјоделците, агенцијата преку која им доаѓаат пари, и од секторот за земјишна политика во самото министерство. Што значи, треба да ни дадат информации, податоци, извештаи во делот на склучувањето на договорите и на субвенциите. Уште, за жал, немаме добиено одговор токму од овие две институции, тоест од овој сектор и од оваа агенција која што Вие како дополнителен заменик, тоа е скандалозно. Зошто се кријат овои извештаи? Зошто не се ставаат на увид буквално евиденциите на добивањето на субвенции и на земјиштето? Меѓутоа, тоа се двете алатки преку кои Груевски и Мијалков ги спроведуваат и ги лажат земјоделците за време на избори. Таа работа беше констатирана во неколку извештаи и нашата улога е токму таа во самото министерство. Политиките и програмите СДСМ во неделок има конгрес на 13-ти, ќе ја слушнете програмата вклучително во земјоделието. Таа програма ќе биде владина програма од мај идната година.